Civil Media. Баравме од сите да дадат и да видиме кои се законските основи. Целта ни е прво да кажеме еве ти владо да видиш, мислам влада на Република Северна Македонија, еве да видиш колкав дел од буџетот оди во привилегии. Зошто? Затоа што тоа е еден вид избор на корупција. Затоа што ние сме држава која што најголем процент од населението членува по политички партии. Ние сме држава која што на тој начин луѓето си барат начин и екзистенција, дури кај нас, нели, ако не си у партија не можеш да се вработиш. Значи, таа филозофија прво треба да се тргне, треба да се тргнат, а тоа ќе се тргне ако знаат дека нема привилегии. Значи, прво, сакаме да кажеме колкава е висината на средствата. Второ, сакаме да кажеме дека треба да се променат прописите, да се оневозможи тоа. Јас признавам за пратеници што доаѓаат од надвор, но тој треба да си оди во петок, во петок, сабота, недела да се биде еден ден во неделата да биде со Предлог е студентскиот дом у Скопје, пратениците ќе се спијат, 20 полицајци ќе ги чуват, кои на нека идат ќе си ги поплакаат дегето, одвоен живот законно кој ќе ги плаќаат и нема проблем. А не одвоен живот над 100 километри, над 100 километри ако нема вакво, има прописи за тоа. Него не значи зборот ми е, тој треба еден ден во неделата да остварува средба со граѓаните од кај што доаѓа, тоа да му се возможи, значи другите 3 дена тој е во Скопје, а они носат патарини од секој ден. Па секој ден. Па знам од кого ги земат. Па знам од... Значи, знаеме како идат. Како знаеме кај се прекршува. Барате спонсор некој да ги донира компјутер, систем, не знам што таму, штампач, да, за да функционира. Така е. И да ви кажам, еве, значи сум... Ако направиме паралела од случајот рекет, еве, актуелниот, жешкиот случај. Значи парите играат улога, а вие барате спонзор да... Не се функционира така. Што да ви кажам? Државата да ги утине привилегиите на тие што ги злоупотребуваат, па тоа е сега, мене ми е поентата да кажам дека со тие пари значително може да се подобри инфраструктурата во државата и што е нашава држава вака. Намисли да имаш ти како Германија возовите што одат за пола сат ки стасаш било каде од крај на крај у Македонија со тој ицето што иде брзо. Значи, ајде да подобриме инфраструктурата и да стасаш било каде за кратко време. А господата пратеници да си се возат со јавен превоз, бидејќи инфраструктурата ќе биде добра, ќе има добри автобуси и они ќе сидат како сите граѓани. А како пратеници тие можат да влијаат на тоа да се има инвестиции во инфраструктурата. Така. Значи, па се што да ви кажам. Значи, она што... Така да? Не ми даваат пари за превоз, да тука да дојдам. Не ми даваат. Така е. Они мора да дојдат со кола. Значи, еве, јас ви кажувам, кога дојдов во комисијата, прво, комисијата лани ја стегна скандал ради патните трошоци, знаеме сите. Ние отворивме, ако се сеќавате. И сега, исто, значи, класика. Лажни сметки од таксисти, носени глупости све и внатрешниот ревизор од УЈ па го знаете случајот и се. И сега јас кога доаѓам, кога дојде новава комисија ми носат одлуки за репрезентација, јас само да ги уфрлам сумите. Председател, членови 6 ливчиња, 7 ливчиња, ја да ги уфрлам сумите. Колку сакам репрезентација. Ја за мене може знам, ама за сите ја да гарантирам. Нема репрезентација, еве ти ги пријатно, нема. Колите у Созара си ги вративме. Да ви кажам право, ме заболи срце 12.000 што платив за 3 месеци, за 2 коли по 4, нели, по 2.000 месечно за кола. 2 коли 4.000, 3 месеци 12.000 платив на гаражата, додека ние се препишавме за да ги вратиме, а еднаш ми затреба кола кога отидовме у Матка, земавме 700 денара од Созара, и тоа со возач те возите враќа, значи може Созара да има за исклучителни потреби на министра на глупости, на не знам што. Колку пати отидовме на терен? У Матка, другите сите по Скопје, бе. И зашто ќе ми треба мене кола?
И сега, значи ги вратив колите, нема репрезентација, Џабир знае, на работа идам со точак. И колегата Владо иде со точак, Совче иде со автобус, овие другиве Катица од Велес доаѓаат организирано, Нури доаѓа со автобус. Значи тоа е нашата комисија. Новинарот Горан доаѓа со автобус и пешки и со сендвичот новинарски. Јас сум Марија Популиева, дипломиран правник, не вработена моментално. Во врска со привилегиите, со оние огромни суми што се земаат, сакам да прашам што се случува со она што го читавме за адвокатите, што земале огромни суми на пари од општини за застапување паушално. Значи, зборуваме за паушали од јавни предпријатија, тоа се огромни суми. Значи, докаде е таа постапка, дали се води? И би сакала како предлог да го наметнам, им пишав и на цивил запознати се, дали постои некоја можност законски да се забрани јавни предпријатија да земаат адвокати да ангажираат на паушали. Значи, доди се што треба да се оди по дел, по предмет. И да нема, и да не стои во законот, они што постоја, го нашле тоа како празнина па го прават, и пак ќе ти рече по закон е. Меѓутоа е една многу важна надлежност што е на комисијава, а тоа е антикорупцијска проверка на законите. Значи, сите закони треба пред да се донесат, владата да ги достави кај нас и да ги откриеме овие цаки што се вакви, што носат ризик за корупција. Да речеме дискреционото право. Нели, тоа е ризик од корупција, или ова што го кажувате, или имам многу такви, имаме кај нас поминато претходно, пред да биде овој состав на комисијата, имало проект со германците, мислам, и они направиле методологија, цела методологија како да се откриваат тие пропусти во законите. Меѓутоа, ете во тоа оделение ние имаме само еден човек и он има до сега неколку закони има прочешлано за здравствена заштита, што произлегле од потреба од предмети. Меѓутоа, ете треба да се доекипираме за да профункционира и тоа вистински. Како и да е, имаме надлежност да предложиме промена во законската регулатива од аспект на доуредување или конечно и предлагање нешто ново. Еве, во случај едноставно адвокатите да немаат таква можност, бидејќи зашто ги плаќаат па тие правници таму? Или ако примаш правник, прими го со правосуден, па нека те застапува. Знам. Значи ги собираме, имаме поприлично истражено во тој дел, меѓутоа официјално се после одморите кога ќе се поминат некои работи, ќе ги отвориме. Што да ви кажам сега за тоа? Прашите го премиерот. Не, вака тоа, мислам, они нема да бидат дополнително платени за тоа. Мислам дека по мене се, ова е личен одговор. Мислам дека тоа е во моментот таква ситуацијата да се каже дека еве владата води грижа, нешто дополнително повеќе или ја чисто тоа така го разбирам, затоа што они нема да земаат плюс пари за тоа, а од друга страна сите тие што во наша надлежност е се избраните, именуваните лица, сите избрани од влада, од собрание, именувани и така натаму. Значи фокусот ни е на функционерите. Они имаат обврска секоја година да поднесуваат анкетни листови за доставување на имотната состојба, доколку им настане промена во имотната состојба. Исто така и на крај на мандатот исто така. Целта е да се види додека е на мандат како се зголемува имотот, нели? Тоа е една страна. Друга страна е спречување на судирни интереси, односно спречување на личниот интерес и јавниот интерес, судирот на интереси. Тоа не се основните вака. Нашата улога е повеќе
опишана во законот, е повеќе превентивна. Значи, ние треба да делуваме превентивно. Као што укажавме на премиерот дека не може да биде министер за финансии, као што укажавме на Нефик од Охрид дека не може да биде да се јави на тендер бидејќи тој е член на совет, не може да општината да склучува со некој кој што е деловни односи, кој што му е член на совет. Значи, повеќе нашата улога треба да е таква, но од друга страна работиме и по пријави од граѓани, анонимни, неанонимни, било какви, кои што треба да, нели, треба да ги третираат овие случаи. Корупција, судирни интереси и слично. И работиме по сопствена иницијатива, отварање на предмети по сопствена иницијатива, кои што најчесто се по објавени информации од медиумите. Нели? И викаат што ви е фокусот? Па фокусот не е све што е фокусот во медиумите, све не е нас фокус. Буквално све што се случи, ние гледаме на сето тоа да одговориме.